Добре дојдовте назад во утринското студио на Алфа телевизија. Ни следува уште еден навистина интересен разговор на тема која е поттикната директно од вас. Значи, врз основа на постојаните жалби од родителите, секако децата преку нив, а и самите професори за интензитетот на онлайн наставата, ја отвораме темата дали се претерува со интензитетот на овој начин на образование. Чест ми е да и посакам добро утро секое утро на Надица Скепаровска-Петковска, психолог. Добро ви утро. Добро утро, здраво. Пред се ви благодарам што прифативте да бидете дел од Добро утро секое утро на Алфа телевизија. Ајде прво да почнеме со самата ситуација како психолог, да ве замолам да сумираме самата ситуација. Значи, вонредната состојба и сите тие мерки кои следат преку неа несомнено ги ставаат граѓаните под разни видови притисок. Може ли малку да поразговараме за тоа прво? Да, како што кажавме, ова е вонредна состојба. Кога е вонредна состојба, условите на живот се променети и тоа се одразува врз психолошкото здравје. Најпрво самата изолација и депривација од поранешните стимулуси што ги имавме во животот влијае така што дел од луѓето се исплашени, живеат во неизвестност, загрижени се. Кога ќе го додадеме на тоа и постојаното следење на медиуми и вестите кои што секојдневно ги слушаме, влијае доста на развивање на стравови и загриженост. Една општа состојба на загриженост, а кај доста луѓе се јавува и паника. Потоа имаме стравови за екзистенција од типот материјална екзистенција, нели се предвидува и економска криза после финансиската состојба. Економска криза, да. Така што би рекла дека освен што навиките и рутината на дневно ниво се сменети, луѓето се полни со грижи и стравови. Ете така. Сега конкретно за самата онлайн настава, значи да бидеме јасни уште на самиот почеток. Ете конкретно јас лично сметам дека онлайн наставата е навистина позитивен чекор, меѓутоа според поплаките од граѓаните од сите сфери, вклучително и оние кои учествуваат во самиот образовен процес, имено професорите, тврдат дека интензитетот е пресилен, особено во комбинација со актуелните стравови што владеат кај генералната популација. Дали вие како професионалец, кој патем да напоменам и за гледачите дека во услови на криза вие работите, дотолку повеќе сте потребна во ваква ситуација, нели? Дали вие како професионалец имате такви поплаки? Да, секојдневно работиме со клиенти онлайн терапија и ги слушам поплаките кои што ти ги спомена. Поплаките одат во насока дека интензитетот е обемен и голем квантитет има наставата моментално, затоа што ако земеме предвид оние 2 недели кога беа првите мерки, наставата комплетно паузираше. И потоа дојде темпото на натрупување за да се постигне се и за да се надомести тоа што е изгубено, а и да се додаде новиот материјал. И сега има разлика. Тоа што би се учело реално, практично во училници, тоа што се учи онлайн, не може да оди со ист интензитет, затоа што е различно. Меѓутоа да земеме предвид дека овој вид на настава е нов, а кога е ново и кога има промени, треба време за да добро тоа се имплементира и да се прифати. Така. Ајде да направиме и една мала комбинација, да кажавме дека буквално сите се жалат дека интензитетот е преголем. Кога ќе направиме една комбинација со актуелната состојба и самиот интензитет на образовниот процес, кои се опасностите по психичкото здравје на луѓето? Така. Кога работам терапија со деца онлайн, често ги слушам како се жалат дека не стасуваат со домашните и со следење на целокупната настава. Прво заради тоа што немаат концентрација, потешко им е учењето од дома. Ова подразбира голем дел на автономно учење, значи они сами треба да дојдат до голем дел од материјалите, знаењето, да репродуцираат. Тоа создава голем стрес кај децата. Децата имаат зголемено ниво на стрес,
Исто така и родителите. Би рекла дека и родителите доста се жалат, затоа што овие денови се ставени во улога на наставници, нешто што не е нивна природна улога. А покрај тоа треба да се грижат за домот, треба да се грижат да испазарат намирници на време, дел од родителите и работат онлайн, така што времето им е поделено на настава, работа, грижа за домот и за децата. Би рекла дека е доста стресно за сите, и за родителите, и за децата, и за наставниците. Конкретно за наставниците, тоа ме интересираше. Дали имате некој пример, нормално без откривање на идентитет, него конкретно дали има наставник или наставници кои се жалат на самиот интензитет, затоа што предпоставувам дека, например, дека добар дел од нив се и родители, дека и тие имаат, како што кажавте, грижа за домот, грижа за децата и така натаму, и плюс мораат интензивно да се подготват за овој онлайн процес кој, согласни сме дека создава тензија кај луѓето дополнително. Така да. Имав искуство, разговарав со двајца наставници, професор и наставник, они се жалеа баш тоа што ти го кажа. Се жалат дека не можат да стасаат со оглед на тоа дека имаат дете кое што е дома и со него треба да се обрне внимание во тек на наставата. Подготовките им одземаат доста време, а и самите наставници не се спремни за онлайн настава. Секоја видовме дека они снимаат видеа и прават активности и доста се креативни, развиваат и креативноста. Меѓутоа, интензитетот е преголем за да наставниците наеднаш се префрлат на овој начин на учење. Различно е, како што кажав, различно е кога наставниците лекцијата ја спремаат за училишните клупи, различно е кога ја спремаат за онлайн. Треба повторно да ја променат лекцијата, да ја адаптираат на условите и тоа создава големо ниво на стрес. Ајде малку да позборуваме за тој стрес, за што конкретно се работи на емотивен план, како професионалец, ако може да ни објасните? На емотивен план често деновиве се среќавам со самообвинување. И кај децата, и кај наставниците, и кај родителите. Самообвинување дека не можат да стасаат се, дека доцнат. Кога не можеме да стасаме и доцнеме, исто се јавува и ниво на паника. Слушам како остануваат до доцна во ноќите наставниците да ги спремаат наставните програми, родителите да му помогнат на детето да ги реши сите задачи, да ги постираат до 12 ноќта. И често се свеќам со самообвинување и се свеќам со една ситуација на растргнатост. Така. Кај возрастните. Анксиозност, предпоставувам, нервоза. Анксиозноста е топ 1 во периодов, затоа што владее состојба на страф и неизвестност. Анксиозноста тука е доста развиена. Има еден друг аспект кај децата кои што се анксиозни, овој начин на учење е полесен за нијанса, затоа што сепак учат од својата комфорт зона, од домот. Така. Меѓутоа, анксиозни се во однос на времето, тоа се е временски ограничено, домашните мора да се постават на платформа до 12 часот ноќта и тоа создава големо ниво на паника. Така. Претходно имавме исто така гостување едно со Ана Аврамовска-Нушкова од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Ме интересира чисто да направиме една корелација, дали, например, постојаната изложеност на стрес според вас би влијаела на зголемување на таа стапка на семејно насилство, дали може би имате такви случаи? Да, секако дека влијае, зголеменото ниво на стрес влијае на многу аспекти на живењето, покрај тоа зголемено ниво на стрес, анксиозноста и чувствата кои што ги развиваат луѓето, и децата вклучително. Доминантни се чувства на лутина, без и страх. Кога ги имаме тие чувства, многу е лесно да се влезе во конфликтна ситуација и да не се употребат здрави одбранбени механизми за да се соочиме со себе и да се разрешат конфликтите, меѓу другото. При тоа, кога има големено ниво на стрес, луѓето прибегнуваат и кон некои активности или субстанции за да го намалат нивото на стрес. Мислам дека тоа доста би влијало на развојот на семејно насилство.
Така. Ги очекуваме, чисто напоменувам за нашите гледачи, дека ја очекуваме и официјалната статистика од Министерството за внатрешни работи, треба да излезе деновиве, за официјалната статистика за пораст, колку има пораст на семено наследство, затоа што на ваков или на таков начин повеќето од нас сме сведоци на тоа. Мислам, сведоци од она што го слушаме, од буквално околината, од која не обкружува. И како за крај, ако може, зборувавме за ова, дали вие имате некакви препораки како би требало да се постапи во однос на интензитетот на онлайн наставата? Така. Јас оно што го препорачувам овие денови со децата е да направат добар план, да се следат себе, да ги следат своите можности и да направат добар план колку од тоа што им е зададено може да реално да го исполнат во текот на денот. При тоа им советувам да не брзаат, да го работат тоа во своје темпо и во свое време и им советувам да поразговараат со родителите, а родителите да исто така се тие кои што можат да поразговараат и со наставниците. Значи, добро би било да и наставниците добијат фидбек колку е ова се стресно и интензивно, затоа што доста голем број од децата наставата ја завршуваат со родителите и не го даваат правиот фидбек, дека не можат се сами, дека тоа премногу и преобемно. Така. И дајте си време, јас би рекла дајте си време затоа што ова е нова ситуација. Кога е нова ситуација, немаме капацитети да се соочиме и времето ќе помогне доста. Така, апсолутно потребно е време за адаптација. Логично. Ви благодарам многу на гостувањето.